На почетокот земјата беше безоблична и празна. И имаше темнина на бездната. И рече Бог, нека биде светлина. И би светлина. Милостивиот и штедар Бог не го остави човечкиот род да отпадне поради неукост и слабост. Оттаму почна се. Во градот Солун имаше еден маж од благороден род и богат, по име Лав, кој што заземаше чин на другари. Живеејќи со својата жена Марија, изродија 7 деца. Најстариот беше Методи, кој се посветил на државната и воената служба. Подолго време бил управник на брегалничката област и придонел за проширување на христијанството во оваа област. 7-то најмало дете беше Константин Филозоф, наш учител и наставник. Кога го дадоа да се школува, напредуваше во учењето побрзо од сите ученици, така што сите му се чудеа на сваќањето и на големиот успех во вештините. Кога навлезе длабоко во науката, тогаш тука се најде некој тугинец кој добро знаеше граматика, па дојде кај него и го замоли. Биди добар и научи ме на граматичката вештина. Велиш да те научам на граматички вештини, но момче, не мачи се. Заречен сум веќе никого да не учам во животот мој. Господ набар го ја исполнува желбата на оние што се плашат од него. За неговата бистрина и прилежност во учењето дочу логотетот. Колку повеќе му угодуваше на Бога со својот чист живот, толку повеќе го љубеа сите. И логотетот со почит му кажуваше секаква чест и еднаш му рече: Твојата убавина и мудрост повеќе од семе тераа да те сакам. Имам убава и богата приќерка, да ти ја дадам за живот на другарка. Логотето, ми ја нудиш твојата ќерка? Тоа е навистина голем дар за оние што копнеат по него. А за мене учењето е над се. Со него, обогатувајќи го својот ум, сакам да постигнам прадедовска чест и богатство. Додека така, филозофот му се радуваше на Бога. Дојде друга вест и друга работа, не помало од претходните. Моравскиот кнез Ростислав испрети пратеници до царот Михајло со порака. Нашите луѓе се откажаа од паганството, но ние немаме таков учител да ни објасни христијанската вера на наш јазик. Затоа испрати ни, Господаре, таков епископ и учител. Царот, откако свика собор, го повика Константин Филозоф. Знам дека си уморен, филозофе, но ти треба да појдеш таму. Никој не може да изврши таа задача како тебе. Макар што ми е снагата преморена и макар што сум болен, ќе одам таму на драго срце, само ако имаат букви на својот јазик. Тогаш филозофот отиде и по својот стар начин се оддаде на молитва заедно со своите соработници. И тогаш ги состави буквите и започна да ги пишува зборовите од Евангелието. На почетокот беше зборот, и зборот беше во Бога, и Бог беше збор. Кога пристигна во Моравија, со големи почести го прими кнезот Ростислав и откако собра ученици, му ги предаде да ги учи. Но набрзо се појавија противници на неговото учење. Не се слави Бог со ова, да му било тоа угодно. Тој уште од први ќе направил да пишуваат беседи со своји букви. Тој одбрал само 3 јазика. Еврејски, Грчки, латински. Тој стапи во борба со нив и ги нарече тријазичници. Со своето знаење, тој го исече тврдењето на тријазичниците како трње и го изгоре со оган на проповедта. И кога поминаа 3 години, се вратија од Моравија. По многу дни, филозофот одејќи на суд, му рече на брата си Методија: Еве, брате, ние двајцата бевме впрегнати да ораме една бразда и јас паѓам на нивата, окончувајќи ги своите дни, а ти моште многу ја љубиш гората, но немој заради гората да го оставиш нашето учење, зашто со него ќе бидеш спасен.
Методи продолжи понатаму со своите ученици. По сите патишта паѓаше во многу незгоди од нечестивиот, во пустините меѓу разбойниците, а по морето во бурни бранови, така што се исполнија зборовите апостолски за него. Потем ја отврли сета животна суета и своите грижи му ги предаде на Бога. Најпрви одбра двајца ученици, а потоа го проповеде сето свето писмо. Нивниот труд и подвиг ги почитуваме и слични пофалби нема кому да упатиме, па иако отпосле светнаа, сепак надминаа се, како и деница, која иако огрева најпосле, со својата светлина ги огрева сите звезди кои имаат сончева светлина. Нема место што не е осветлено од нивните стапки, и ние на итрина не се сокрило нивната блажена душа. Оти на сиот словенски народ, скријаните тајни преку формата на зборовите им ги открија. Разумно толкувајќи ги, не ни со писмо, на други со поука. На почетокот земјата беше безоблична и празна, и имаше темнина над бездната. И рече Бог, нека биде Кирил, и би светлина,